случај токму во студиото на телевизија Нова, во овој блок, информативен блок на телевизија Нова, ја имаме токму господја Катерина за од прва рака да чуеме што тоа се случувало. Добро вечер и благодарам што се одзвавте на поканата да бидете дел од информативното издание на ТВ Нова. Ајде со ред. 5 години вработена без никакви проблеми, сега одеднаш отказ. Добро вечер. Најпрво да ви се заблагодарам за можноста што ми ја укажавте да јавно да проговорам за мојот случај. Да, 5 години вработена во Агенцијата за храна и ветеринарство и тоа како докажан професионалец со највисоки признанија, за да одеднаш добиам отказ без никаква причина, без никакво образложение. Бевте ли повикани воопшто? Дали ве опомена, господјо Катерина, немате картичка, бидејќи нели во образложението пишува сте ја загубиле картичката. Ве повикали било кој да ве праша зошто ја немате картичката, каде ви е дисциплинска постапка, некоја како што налага законот, нели? Не, за жал не. Значи, јас уредно пријавив дека мојата картичка е загубена и после извесен период добив нова картичка. Меѓутоа, отказот кога стаса, значи, без никаква најава, без никакво предупредување, без никакво известување или барање за мое произнесување, нити пак поведување на некаква дисциплинска постапка. Значи, во мојата работна кариера со оценки од највисок степен, значи, досега јас не сум се сретнала со ваков тип на соработка. Отказот ви е веќе додален, сега правно можете да одите низ правните лавиринти, нели, кои што и не се така едноставни. Меѓутоа, сегашниот директор кој што ви го додели отказот е и ваш колега кој што довчера сте соработувале, сте работеле заедно. И велите дека ова е политички мотивиран. Да. Значи, тоа е мој колега кој што довчера заедно соработувавме, на кој што јас довчера му бев предпоставена како шеф на кабинет на претходниот директор. И може би треба самиот тој да каже дека на вистина за време додека јас бев негова предпоставена немаше никаков проблем во нашата меѓусебна комуникација. Дури да ви кажам најискрено, ние се немавме ни лично сретнато, ни лично видено, бидејќи тој си ја вршеше совесно својата работа, јас својата работа и немавме никаков конфликт. Вие сте самохран родител, имате ќеркичка од 7 години. Само вие работевте, вашиот сопруг починат. Дали ве контактираше некој? Имаме многу здруженија на самохрани родители. Дали сте стапиле во контакт или се уште е рано ова? Како шок ви дојде? Па, ова е се уште рано. За мене се уште е шок. Не стапи во контакт лично со ниедно здружение, меѓутоа би искористила оваа прилика која денеска ми ја овозможувате јавно да се обратам до македонската јавност, да ги повикам сите оние здруженија кои што се занимаваат со заштита на правата на самохраните родители. Имате и апел еден кој што го подготвивте, можете да го прочитате слободно. Ви благодарам. Значи, почитувани, најпрво би сакала да додадам чест и признание на сите невладини организации кои се борат за заштитата на правата на самохраните родители. Јас сум исто така самохран родител, самохрана мајка, која до пред некој ден успешно и гордо сама се бореше и справуваше со секојдневните обврски, грижи и проблеми. Бев успешна, ценета и почитувана колешка на работа, супер мајка, која во последна минута стасува се за своето дете. Пишување домашни задачи, приредби, јазици, спорт, роденденски прослави и друго. Немавме многу, но се имавме една со друга, јас и мојата ќерка. Но за жал, тоа се сруши за миг. Најпрво во април годинава, ненадејно, на само 37 години, почина бившиот сопруг и супер татко. Татко, кој беше секогаш тука за својата сакана ќерка, татко кој беше нејзин херој и нејзин заштитник. Шокот беше преголем и за мене и за мојата ќерка. Мојата 7-годишна ќерка не можеше и се уште не може да го прифати фактот дека нејзиниот татко повеќе го нема. Се срамеше и се уште се срами да каже дека е починат. Мисли дека со тоа е различна од другите и дека ќе биде отфрлена од другарчињата и од останатите луѓе. Но како тоа да не беше доволна болка и доволен товар на плеките на оваа самохрана мајка. Понеделников, значи на 17 јули 2017 година, без претходно никаква најава, без предупредување, без никаков разговор или изречена дисциплинска постапка, опомена и најважно од се, без оправдана причина, ми врачија отказ кој стапува на сила веднаш.
едва се додржав на нозе, веднаш побарав прием за разговор кај директорот, преку секретарките и преку мејл, но од другата страна најдов само намолк и криење. Апсолутно игнорирање и нехуман однос кон својот вработен, кој е докажан и признат професионалец. Навистина не можев да поверувам што ми се случува. Новопечениот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство, Зоран Атанасов, кој е само месец дена во директорската фотелја, а до вчерашен мој колега и тој инспектор на кој јас му бев предпоставена, ми врачи моментален отказ. Притисокот врз мене започна уште на првиот ден всушност од неговото доаѓање на функцијата, бидејќи според него јас бев остаток од претходниот менеджмент од ВМРО-вскиот директор. Тој стапна во институцијата на 20 јуни 2017 година во 12 часот, а веќе во 12:35 часот издал наредба за откажување на моето патување за стручно усовршување, за кое претходно имав уредно решение за пат и патен налог подпишано од претходниот директор. Но како тоа да не беше доволно. Сакајќи да ме понижи, омаловажи, деградира и дискредитира, не ме информираше за откажувањето на моето патување. Ме остави да одам на аеродром во 3 часот наутро и тамо од шалтерската работничка да разберам дека мојата карта е откажана од страна на директорот Зоран Атанасов. Замислете го тоа понижување, тоа психичко малтретирање и поигрување со животот на луѓето и нивните семејства. А пред заминувањето јас морав да направам максимални напори како и каде да го згрижам своето дете, додека незината мајка се бори и докажува на професионален и стручен план и која обезбедува екзистенција за пристоен живот. Не верувам дека ова ќе се случеше да беше во прашање некој маж, некој негов колега или некој негов сопартиец. Но се удира тамо каде е најкревко, а тоа е сама мајка без закрила и заштита. Почитувани невладини организации, кои се декларирате дека се борите за заштита на правата на самохраните родители, ве повикувам јавно да не молчите, да го дигнете гласот за да ве чујат и вас и мене. Сите оние кои ветуваа дека ќе ја направат Македонија подобро место за живење. Мене, мојот живот, ми го направија пекол. Денес сум јас, утре е некоја друга мајка или друг татко. Ве замолувам да не молчите. Не дозволувајте ова да помине неказнето и да стане пракса на било која власт. Ве замолувам, дајте ја вашата поддршка за достоинствен однос и заштита на правата на секој самохран родител во Република Македонија. Верувам и знам дека со заемна поддршка ќе успееме. Ви благодарам. Катерина, навистина трогателен е овој апел и она искрено човечки опис на она што ти се случувало. Ова со патувањето доби некакво образложение зошто ти е откажано патувањето, навистина ми самоставена беше да одиш на аеродром, никој не ти извести воопшто дека е откажано патување? Не, никој не ми извести. А кога се случи тоа, јас бев премногу вознемирена и се упатив на доктор, бидејќи не бев сосема при себе. Не е убаво да се работи во таква атмосфера. Да, и веднаш мојот матичен доктор отвори боледување. Меѓутоа, тука не застана психичкото малтретирање. Значи, тие испратија контрола на мојата домашна адреса наредниот ден, веќе да проверат дали сум јас навистина на боледување, а наредниот ден контрола и кај мојот матичен доктор. А тоа е моје прво боледување во мојата работна кариера. Прв пат на боледување. Прв пат на боледување. Јас извинам, наистина, предпоставувам ти е тешко, гледам дека едва се здржуваш и со солзите во очите, меѓутоа многу е важно да го кажеме ова јавноста да чуе, поготово што се работи за институција која што е финансирана од парите на граѓаните. Да. Ти сега и да тужиш. И да ти го отказот да ти го поништат, да те вратат на работа, да ти ги вратат и платите. Тоа не се пари и плати од еден човек, тоа повторно ќе бидат пари од граѓаните на Република Македонија. Никој не може да се поигрува со парите од граѓаните на Република Македонија, меѓутоа морам да те прашам како сега ќе ја тераш процедурата, кои опции ги имаш? Ти веќе не си на работа, така веќе? Не, значи имам право на 8 дена додека да поднесам приговор до Агенцијата за администрација. Рокот од 8 дена истекува во понеделник и јас се уште одам на работа, додека да го поднесам мојот приговор до Агенцијата за администрација. Се надевам, значи има многу голем број на докази со кои што ќе се докаже дека јас во конкретниот период сум била на своето работно место, иако електронски не сум се евидентирала со електронска картичка.
и очекувам да биде позитивен одговорот. Меѓутоа, во секој случај, доколку одговорот не е поволен и не е позитивен, остануваат сите други правни инструменти, а тоа е една судска разрешница. Катерина, ти беше шеф на кабинет, како што кажа, за време на претходниот директор. Сега си оквалификувана како остаток од ВМРО-вското владење. Нема да те прашам за политичката припадност, бидејќи буквално е небитна кога се работи за професионализам. Меѓутоа, ајде една паралела. Имаше ли вакви случаи во времето кога ти беше шеф на кабинет и кога беше претпоставен на огромен број работени? Една паралела, нели да? Во времето кога јас бев шеф на кабинет, ниту еден човек не беше избркан од работа. Ниту еден. Дали имаше било какви конфликти со сегашниот директор во времето кога тој беше вработен, ти него претпоставена, па еве да речеме да има причина сега зашто го прави? Па не, како што ви кажав, јас и тој дури и лично се немавме ни видено сретнато. А тој за времето на моето овакво шефување, како би го рекла, или додека јас му бев претпоставена, имаше своја политичка определба. Тој беше дел од кабинетот на заменскиот министер во тогашното во Министерството за земјоделие, кога имаше, ако ви текнува, технички министри. Пржинската влада. Така. И уредно си доби, одобрување од страна на тогашниот менеджмент, во кој што јас бев дел, за да оди и тамо да си ги извршува своите, политички определби и слично. И потоа, од кога заврши тамо неговиот мандат, уредно си беше вратен на работа. И по него не беше поведено, буквално никаква, нити дисциплинска, нити опомена, нити пак беше под некаков сити притисок. Јас и тој колега се немавме видено. Јас се надевам дека ќе избуткаш оваа работа до крај, се надевам дека јавноста ќе биде доволно силна, како и овие невладени организации кои што ги повикавме, но и правно институциите кои што треба да се бават, како и агенцијата за администрација, каде што сега Министерството за администрација, каде што ќе поднесе жалба, и дека сето ова ќе биде поништено и ќе остане така една дамка, да се надеваме дека ова нема да биде принципна работа, бидејќи навистина не е во ред. Се надевам дека мојата приказна, мојата голгота, иако е многу непријатно, својот приватен живот да се изнесува вака во јавност, секако, знаете, јас... Но доколку не побарате помош и не го дигнете гласот, тоа ќе остане така. Ќе си го добиете отказот, ќе си останете дома и... А знаете дека самохраните мајки се одликуваат со борба, со една непрестана борба, така да и ова е дел од тоа и ќе одам до крај. Секоја чест, телевизија Нова е тука доколку ви е потребна било каква помош, да се упати било каков апел. Ние се обидуваме да стапиме во контакт и со Агенцијата за храна да добиеме оттаму известување. До денеска не добивме официјално известување, освен она вчера што беше испратено до сите медиуми како општо соопштение. Исто така се обраќаме и до сите невладени организации кои што се бават со проблематиката за поддршка на самохраните родители. Се надеваме дека ќе успееме барем малку да ви облажиме оваа болка. Ви благодарам што одвоивте време да зборувате за нешто што не е лесно да се зборува во јавност. Ви благодарам и на вас.